Благодарам. Почитувана јавност, почитувани членови на комисијата. Пред нас е еден од најважните извештаи, една од најважните институции кои што се носи во собранието за тоа како во изминатата година, овој сепак сакам да потсетам извештај за 2020 година, работело јавното обвинителство на Република Македонија и согласно на тоа можеме да изведеме заклучоци зошто институциите во правосудството, во обвинителството, секогаш на сите анкети за мерење на јавното мислење се убедливо заковани на дното и зошто македонскиот народ со право има перцепција дека правда во Република Македонија нема и дека институциите се троми, политички инструирани и едноставно доколку влезете во тие институции не можете да си завршите работа, односно да ја истерате правдата до крај. Внимателно ги следев сите колеги, ова е неколкудневно продолжување на оваа точка, затоа што имаше голема заинтересираност за дискусија по истата и на крајот од дискусиите може да се произнесе заклучок дека ништо не е сменето, дека не е променета работата на подобро, а напротив само деградира и само стануваме полоши од аспект на работата на оваа институција. Повод тука е оправдан впечатокот на огромен дел на граѓаните кои што живеат во Република Македонија дека јавното обвинителство е условно кажано под политичка команда на партиите кои што се на власт, а сето она кое што се случува во изминатиот период не лишува од практични аргументи да потврдиме дека истото тоа се случува и во пракса. Можеме да видиме во извештајот дека нешто што и такако одлучно ја покажува сликата на ова политичко секојдневие и политичко обвинителство и правосудство, дека во извештајната 2020 година мерката притвор е применета во 2% од случаите, односно мерката притвор е определена према 448 лица. Ако се види кои се лицата кои што се обвинети и кои се лицата на кои што веднаш им се одредува мерка притвор, неизбежен е фактот да се види дека тоа се лица кои што припаѓаат или транзитираат околу опозицијата. И тоа е така заради тоа што мерката притвор во Република Македонија не е мерка која што треба да помогне во расветлување на случаите, туку е мерка која што секогаш се користи пред важно политичко случување кога на власта им е потребно одредено формирање на одредено мнозинство или пак кога треба да се забошоти некој владин скандал. И во 2020 година ова беше чест случај заради тоа што 2021 година ѓаволот ја однесе шегата, па дури ни вие јавен обвинителе не можете со одредувањето или со барањето на овие мерки притвор да ја прикриете неспособноста на оваа власт и скандалите кои што се случуваат секојдневно. Тоа е општиот впечаток и тоа е мој личен впечаток. Можевме да видиме дека за функционерите на власта кои што се фатени во многу поочигледен сторен криминал, дали на видео, дали со сведоци од јавноста, не им се одредуваат мерки притвор под еднакво строги како на оние од опозицијата или им се одредуваат олеснителни околности, па можеме да ги видиме како шетаат по улиците, можеме да видиме како осудени криминалци на повеќе години затвор заедно со оние невини осудените од 27 април, наместо овие кои што се сеја во затвор во градовите, шетаат по луксузни хотели во Република Македонија и за тоа вие веројатно сте запознаен, но еве ви кажам од оваа јавна говорница дека ќе дојде еден убав сончев ден и ќе има ревизија кој, зошто и како дозволил таквите криминалци да бидат судени по двојни аршини, односно на едните да им се натоварува на грбот неоправдани притвори да се шетаат од релација шутка дома, а другите криминалци кои што биле фатени директно со рацете во медот, како што е случајот со Драги Рашковски, да го гледаме како шета по скопските улици или ред други криминалци за кои што се собираат материјални докази. Јас би сакал исто како другите колеги да поразговарам за неколку прашања за кои што вие сте останале неми како обвинителство и би посакал барем да бидете 10% ревносен како што сте во отварањето на случаите и конституирањето на обвинителни акти кон оние кои што се блиски до опозицијата. Кога се работи за случај на некој кој што е близок до опозицијата, тогаш можеме да видиме како нашето обвинителство, како на филмска лента, па некогаш дури и со прилепување на филмски кадар, односно подметнување на документи во постапката, ги
терате тие случаи, но кога се работи за некој од вас, тогаш молчите и ве нема никаде. Најпрвен би сакал да поставам прашање со она што е актуелно. Господине Јовевски, дали некој во обвинителството отвори истрага или формираше можеби предистражен или обвинителен акт за фирмата со лифтовите? Замислете, непостоечка фирма добива тендери од 90 државни институции. Фирма која што не постои, учествувала во тендерските постапки, добивала тендерски постапки и добивала средства од државните институции. Дали вие или некој од вашето обвинителство поведе постапка да видиме каде завршиле народните пари? Ова е еклатантна кражба, ова не е прекршување на закон. Ова е кражба брутална, како буквално да влезете со оружје во бензинска пумпа и да ја ограбите бензинската пумпа. Дали некој во обвинителството отвори било каква истрага или предмет во однос на ова прашање, или ќе видиме чива е фирмата, да не е на некој од СДСМ или не дај Боже да не е некој од ДУИ, па да не помислиме да отвориме истрага. Понатаму, господине Јовевски, каков е вашиот став за преговорите за новиот закон за јавното обвинителство? Треба да излезете да го кажете, но бидете внимателни, затоа што ние имаме за тоа и изјави каде што прво бевте против, па потоа од некое време за истото законско решение станувате за тој предлог. Ве молам, одговорете, па да дискутираме и за тоа. Понатаму, неколку колеги ве прашаа, ќе ве прашам и јас повторно. До каде е предметот со прислушкуваните разговори од јавното обвинителство? Тоа е една работа. Би сакал да ве запрашам до каде е истрагата за Ден Дончев? Легитимно прашање. До каде е истрагата за Фондот за иновации? Исто така и тоа е легитимно прашање. До каде е истрагата дали некој во обвинителството го повика Иван Џолев да одговори зошто се уште нема поднесено пријава за да каже кој му нудел мито? Или не можете да се праша? Викнете го, прашајте го. Ти даде изјава пред телевизија дека некој ти нудел мито. Дај да го повикаме човекот, да видиме кој е тој што му нудел мито. Како се дрзнал на председател на суд да нуди некој мито во оваа држава? Ајде да го повикаме човекот и да видиме до каде е работата, зошто не поднел пријава, дали излажал, ако излажал, зошто излажал. Ама не е во ред така, треба да се повика човекот. Да видиме до каде се предметите за овие од СЈУ за бонусите. Ајде што им дававме плате за тоа што не треба, ајде што таа господја која што е сега таму, каде што заслужи да биде седеше тука и велеше немам ја што да ви поднесувам финансиски извештај, каде се тие да се видат другиве, да дојдат да кажат по основа на што наплатиле такви бонуси, зошто оваа држава толку ги плати тие глумци кои што се шетаа едно време по телевизиите и беа најпопуларни во државата, па едната сакаше да станува председател на држава, да видиме зошто наплатиле толку пари. Дали таму не е членот 353 за злоупотреба на службена должност? Излезете и кажете колку постапки имате отворено по службена должност за поранешните градоначалници на СДСМ. Излезете и кажете дали сте констатирали ли тие луѓе биле најчесни. Гледаме дека не се. Гледаме дека не се. Еве сега најверојатно би требало 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот месец Државниот завод за ревизија и тоа се кочи да влезе во општините, да констатира неправилности, па да видиме тогаш како ќе се однесувате со тоа. Дали повторно ќе им гледаме низ прсти на оние кои што ги испокрадаа општините или некој во држава ќе се охрабри да каже да, сгрешено е, отвараме обвинителен акт. Македонската јавност заслужува да знае дали и до каде е истрагата за Тетовската болница. Дали е кабелот крив и зошто никој од тие кои што беа одговорни на болниците не е санкциониран. Заслужува македонскиот народ да знае. Каде е истрагата? Дајте да знаеме, изгореа луѓе. До каде е истрагата за Бесатранс? Кој одговараше од државните институции за тоа што еден автобус дух 150 пати ја напуштил држава? Невини луѓе изгореа. До каде е истрагата? Или еве да бидам попластично сватен, господине обвинител, кој ќе иде во затвор? Дали некој ќе одговара? Или ќе чекаме да се смени нешто, па да видиме дека некој од опозицијата по 5 години е крив за тоа? До каде се истрагите? Легитимно прашање, многу легитимно прашање. Кој ќе одговара? Дали некој за сите овие работи ќе иде во затвор или не, нема да иде затоа што не е ВМРО ДПМН е на власт. Понатаму, исто така, би сакал да ве прашам до каде е истрагата со Лидија Димова. Дали има нешто ново во таа истрага? Дали таа жена беше повикана во обвинителството? Зошто не е покренато или обвинение, или дали е влезено во судска постапка? Информирајте не.
До каде е постапката со таа жена? Видовме како си правеле шеми онаму, цела институција имаат испокрадено и никој за тоа не одговара. Ама затоа ќе гониме по 6 години власт функционери од ВМРО ДПМН со измислени предмети. До каде е истрагата и зошто не одговара онаа Лиле Стефанова со тоа што подметнала документ во предмет? Кај го има тоа? Па ја мислам дека во Африка, каде што се уште има диктатори, нема такви судења. И јас не навлагам на тоа, сепак ја почитувам презумпцијата на невиност, но на секого треба да му се обезбеди правично и фер судење. Дали сте свесни како ве перцепира народот со оние, би рекол, театарче, лево ќоше, снимки и сцени кои што ги правите на македонската јавност? Па гледаме како од обвинителите кои што треба да се професионалци правиме поп звезди, ги правиме најпопуларни во државата, па ни гостуваат на телевизии, ни се закануваат отворено. Имате вие во оваа држава обвинителство кое што работи исклучиво само за да фабрикува предмети против една политичка партија и со право го носиме тој впечаток во нас, затоа што и така е, затоа што не малку до сега има, би рекол, илјадници криминали произнесени на пресконференции или сведоштва од јавноста. Ама никој за тоа не одговара. Еве уште едно прашање да ве прашам, почитуван обвинителе. Дали има отворено истрага за тоа што спроти Нова Македонија се продаде ефтино во центарот на градот по 7 евра метар квадратен земјиште? И сега ќе видиме, тоа е по правилник од режимот од 2013 година. И веднаш замислете, не се поништува продажбата, туку велат ај ќе истераме по овој правилник, па кога ќе истераме продажбата, кога некој ќе ги наплати средствата, тогаш ќе го менуваме правилникот. Зошто не е повикан градоначалникот сегашен на центар да каже зошто дава спротив низие? Треба да биде повикан човекот. Не можеме ние цело време да замижуваме на очигледните факти, а понатаму само да зборуваме дека работиме професионално или дека немаме средства за да ги прошириме опфатите на институцијата. Тогаш нешто треба да се превземе, треба да се нотира во јавноста за да се подобри овој впечаток кој што пошироката јавност го има за вашето работење. И како што можете и други работи, затоа што јас сакам да ви уверам во една работа. Граѓаните кои што живеат во Република Македонија не се наивни и може да препознаат кога има одредена синхронизираност помеѓу владата и помеѓу и оние институции кои што треба да се невладени, како што имате таква синхронизираност за други дела, па дајте кажете им, еве јас ако сакате, можеме кога ќе заврши комисијата, кога ќе го поминеме во извештај, кога и да е тоа, еве побарајте ме мене како пратеник, кога ќе биде ребалансот на буџетот и јас ќе поднесам амандман. За да се обезбедат повеќе средства за ово обвинителство. А не вака само секоја година ние кога ќе дојдеме тука, нема обвинители, не можеме да работиме, 5 обвинителства се блокирани, ама за некои работи може да се работи, но за некои работи не, затоа што таму не може да се припари, затоа што некој забрани. Не е во ред. Еве уште едно прашање. Нели подопрен глас како се вика тој феномен. Се задолживме милиони и милиони евра за таа така наречена дигитализација во образованието. Сега дојде министерот, вели таа не важи. Ќе има учебници. Кај се тие пари? Дали некој во оваа држава ќе ги повика тие луѓе на индивидуална одговорност? Да речат 9 да се земаа милиони евра кредити, концептот пропадна, по 3-4 месеци парите што се потрошија, дали некој ќе одговара за тоа? Кога во оваа држава ќе има одговорност за нешто, а тие луѓе кои што ќе одговараат да го носат презнакот на СДСМ и ДУИ? Дали разбирате дека не имаме проблем во оваа држава заради тоа што огромното мнозинство од граѓани кои што живеат во Република Македонија од сите националности преку глава им е од таа, би рекол, на некој начин сега отклонување од одговорност, абстиненција од одговорност на функционерите од ДУИ. Како тие да се најчестните, а гледаме сите дека не си, тоа е така. Ама на нив никој не сме да им поднесе обвинение. Па така можеме да видиме дека оној кој што дава смешни казни за луѓе кои што го губат животот, сега ќе ни станува обвинител. Па ве гледам вас и оној Јолевски се потите на телевизии, се плашите да кажете дали ќе биде тој или нема да биде. Ние тука ви кажувавме, оној Јолевски како паднат од Марс беше, се чудеше тука човекот, вели, од кај знаеш ти дека тој Арсим ќе биде обвинител, еве го гледаме дека ќе стане обвинител. И сега ние кога директно ви ги поставуваме прашањата, на вас тоа ви пречи. Ние сме биле предиректни. А не сме предиректни кога ви кажуваме да бидете еднакви кон сите. Еве јас повикувам од оваа говорница, без разлика што сум член на ВМРО ДПМН, тој што се огрешил треба да иде во затвор.
криминалците еднаш во оваа држава треба да идат во затвор. Без разлика од која партија и што направиле, ако се криви нека одат. Но пред тоа да има еднакви аршини за сите. Не може еден човек последниве 6 години секој ден да е на суд. Секој ден да е на суд, без разлика што сторил. Секој ден е на суд. Секогаш кога вас ви притребува, тој човек е на суд. Па го шетате, како што кажав, од шутка до дома, па со нарушено здравје, безсрамно го носите по судовите. А од друга страна го гледаме Драги Рашковски со рацете во џебот се шета и дури кога сака тој има рочишта. До која мера сме отидени како држава? И ние тука ќе зборуваме за годишен извештај. Што да кажам за овој годишен извештај? Катастрофа. Го делам мислењето на целиот македонски народ. И сите луѓе кои што живеат во Република Македонија. Не ви веруваат луѓето. Еве, можете да видите на сите анкети на јавното мислење. Прва е владата како убедливо закована на дното, никој нема доверба во таа институција, втори сте вие. Барабар сте тука некаде. Тоа треба да се подобри. И ние кога ве критикуваме добронамерно, затоа што последниве 5-6 години не по наша волја единствената државна институција која што можеби најмногу се занимава со нашата работа сте вие. А зошто е тоа така? Не заради исторен криминал, туку заради тоа што некој во оваа држава така кажал дека треба да врват процесите. Еве, имате луѓе кои што сакаат да соработуваат, имате многу пријави, но ќе видиме дека во наредниот период сите пријави кои што ќе се поднесуваат, та било за градоначалници или функционери, некако ќе наоѓаат начин да не се отвараат, да застаруваат, ама кога истиве овие луѓе, еве ви го најавувам тоа, за да не биде дека после тоа некој не ви кажал, за 5 или 6 месеци по партиска насока ќе почнат да поднесуваат кривични пријави заради политичка потреба, затоа што верувам дека кон крајот на годината ќе има одредена кулминација која што ќе треба да заврши со знак еднакво, на крајот и треба да се преброиме математички. Повторно ќе видите како не постапувате еднакво кон различни чинители на општеството. Ќе дискутираме за ова и на пленарна седница. Јавноста исто така ја интересира што се случува со ова, каков е перформансот на обвинителството, а ние со сите овие аргументи кои што ќе ги имаме, нормално вие имате право да се браните и со молчење. Гледам дека однемањето на аргументи, веројатно вие сте човек со кариера кој што можеби му проработил срамот дека сите овие работи кои што се случуваат се вистините и дека не може да се бранат, па нека види јавноста, нека цени јавноста и нека пресудат луѓето. Ке имаме уште неколку моменти за вакво соочување со нашиот диалог, па нека, како што кажав, нека цени јавноста какви институции имаме ние во државата и каква е политиката на неказнивост кон едни, а каква е политиката на сурова казнивост кон други луѓе кои што наместо сторен криминал имаат одреден презнак, а тоа е што се поблиски до идејата до една политичка партија. Но сакам на крајот да не останам недоречен и да кажам дека јас сум прилично вака млад човек и сакам со моето политичко делување да донесам нова реалност во оваа држава во која што согласно правдата сите ќе бидат еднакви. И тој што се огрешил од било која опција треба да одговара. А најмногу треба да одговараат оние кои што биле во институциите и кои што подметнувале предмети намерно за да напредуваат во кариерата. И ве уверувам дека можеби нема тогаш да сум пратеник, но ќе бидам општествено активен и ќе се борам за тие луѓе кои што само ради личен кариерен напредок или помош према друга политичка страна за црнеле судбини да бидат изведени пред лицето на правдата. Само тогаш ќе не биде како држава.